15! Драги гледачи, добро вечер. Со самото тоа што имате можности да не гледате во вашиот екран, вие сте веќе убедени дека сте на вистинското фреквенција на вашата заедничка популарна емисија од областа на познатите теми со кои што повторно имаме можност да разговараме. Имам чест да ви кажувам дека денеска имам посебен гостин. Тоа е гостин од поп Цацко, со кој што ќе ни поможува да ги разјасниме темите кои што се на сметка да се обработува во вечерашната емисија. Добро вечер. Добро вечер. Во име на тоа ќе го ставиме и крстот на чело заради поштовање и така. Дали сме спремни да се отпочнуваме со разговорот? Па во некое време ќе до Божи, са вола Боже да биде некој лош пред. Не. Се дешава, пак ова е емисија што иде на живо. Значи, драги гледачи, вие знаете дека сите емисии тука се базираат на научни, што се кажува тоа, истражувања, и според мои созданија и стручни статистички подаци во Република Македонија, во манастирите што се наоѓаат во Република Македонија, само 10% од монахињите се девици. Чекај, Чедо Боже, Зоран, зошто такви невистини лаги тука пред аудитор? Па како може такви дегутантни работи да зборите невистини тука? Па да се изигрувате со црквата, да го спомнувате името на Бога, ова се тотални невистини, тотални лаги. Па вие не само што го рушите угледот на нашата црква, па и вие го рушите и собствениот углед, па до пред малку јас и ја ценев вашата емисија. Па ја ви реков дека ово е лош пред. Немојте, попе, видете, јас сепак работиме со податоци кои што се статистички, еве. Тука тие кажуваат дека само 10% од сестрите, од монаќините во манастирите се девици, мислим. Како е тоа можно? Како е тоа можно? Ако некој знае тоа сум јас сум тој што знае дали се девици или не се девици. Како е тоа? Тоа ја ви тврдам дека 100% сите монахини се девици. Не, видите, да не го сватувате тоа лично. Немојте тука ми се водите по некој податоци. Да не го сватувате тоа лично, пошто ќе ви ги кажам сега сите. Значи, 10% од монахињите во Македонија се девици. Али пазе, у Србија тој процент е 8% се девици, док у Бугарска се 12% Мајде ви се се молам, девици. тоа што тотални невистини. Па јас не само што не верувам во тоа, не сакам да дискутирам уопште на овакви. Види, Не сакам апсолутно да разговарам. Да го спуштиме топката, сепак е ова емисија со... видете, да ви кажувам, јас лично имам шетано по манастирите и сум се среќавало со сестри, со монахињи тамо, кои што на мене, они лично ми имаат барем 50 кажано дека не се девици. Кажувај ги имињата. Кажувај ги имиња. Они сакава да биде анонимно, не може да ги кажувај. Абе, кажувај ги имињата, кои се тие, кажи ги имињата. Дедо Попе и драги гледачи. Значи, имињата воопште не се важни. Тука мислим, впрочем, тоа не е ни битно. Битно е дека податок е тачен и дека 10% само во манастирите Македонија се девици. Впрочем, да ве молиме да го погледнеме следниот прилог, па после ќе се вратиме на овој ценет разговор. Режија, молиме. Вие, сестро, дали си девица? Не. А кога стануваше свесно заради тоа појава? После искуството со еден ваш колега, кога имав 16 години. А дали това беше во периодот пред да се замонашуваше? Да. Значи, ти се замонашуваше и поред тоа што знаеше дека не сте девица? Да. А можеш да се сетиш да ми го кажуваш името на тој што беше мој колега? Не можам да се сетам на името, одамна беше. Не можеш. А он дали знаеше дека си ти тогаш беше малолетна? Да. Дали ќе ти биде немалку, ќе можеш да го раскажеш тоа искуство како беше? Можам. Па вака беше.
Тој мене ме праша колку години имам и јас му го кажав мојот датум на раѓање. После тоа, тој ми направи натална карта и експлицитно ми кажа дека не сум девица, туку дека сум стрелец со познак рак и со месец во Шкорпија. Ти благодарувам за разговорот. Ете, Попе, дали сега се уверувавте во одна? Па добро бе, Зоране, кого ти тука заебаваш бе? Прекини ти не си. Па кого ти со мене ќе се дупчиш тука бе? Зашто да се дупчим? Ма да ви ебе, да ви ебе. Попе, мислим, зошто... Ајде, молим те, нема... глупости тука, ме викаш во емисија, па ме провоцираш, тука па... Нема двака да реагираш, зошто мислим, сте видио. И крви. Ја не знам, драги гледачи, стварно, мене не ми е уопште јасно зошто овакви податоци, мислим, еве, тука фино пише, има и статистика, вика овде, статистика кажува, еве, 10% се девици, од монаињите 10% се девици, 8% се близнаци, 13 водолија, 15 јарци, 14% стрелец и така натаму. Ете, драги гледачи, значи тоа беше емисијата за оваа ног. Со друг гостин и со друга тема се гледаме наредниот пат во емисијата ТВ Зодијак. Благодарам многу. Па јеби га што да му време? K15!